11 минути по 9 часот, добро дојдовте назад и време за последниот разговор во студио ова утро во Македонија наутро. Зборуваме за новата представа Избраниот, за процесот на работа, атмосферата зад сцената, но и театарот денеска. Зборуваме за театар комедија, за новата сезона која дава подршка посебно оваа сезона за македонски автори. Утро во студиото Ангела Левкова, потоа Сергеј Димовски и Виктор Арсов од театар комедија. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдовме. Дали сте наспани, дали ви беше проблем или станувате сепак секако рано? Рано. Будни сте. Имаме проби од сабајле, така да мора да се расониме пред пробите. Уште поубаво. Ајде да почнеме со Избраниот. Каква приказна ни носи со оглед на тоа дека пред почетокот на разговорот рековте дека е малку специфична, меѓутоа рековте дека нема да откривате се. Ајде она што можете и што сметате дека можете да го откриете. Ангел? Или кој? Интересно. Ајде се обидеме тројцата вака спонтано. Да. Еве Ангел. Јас прво? Добро. Ајде. Представата е комедија, само не е класична комедија. Има комични ситуации, но исто така има простори, мислам, има тежина. Така што, колеги вие? Да, мислам, околу приказната на представата не би било добро сега да откриеме што точно се работи, така најдобро би било публиката да дојде да ја гледа представата и да види самата, меѓутоа можам да кажам дека исто така има некои апсурдни елементи во представата. И главната тема би била за тоа колку во денешницата имаме поддршка за патот што го бираме да го одиме од семејството, блиските, пријателите и така натаму. Без разлика за кое поле во животот, дали е тоа професионално и така натаму. Зборува и за тоа колку лесно се добива етикета без при тоа некој да не запознае, без при тоа некој било што да знае за нас приватно, веднаш се добива етикета и тешко се трга. Нешто што е карактеристично за нашево поднебје. Па да, би рекол. И сега зборуваме за тоа колку сме или не сме прифатени од домашните, средината, околината и така натаму. Рековме се работи за македонска екипа, текстот е на Ева Камчевска. Точно така, да. Да. Пред премиерата закажана за 27 мај, премиерата 28 мај. Точно. Како тече процесот на подготовка? Еве, ова е можеби олеснителна околност што темата е нешто што ние практично го живееме, односно го имаме како секој дневие и ни е добро позната. Сите сме го прошле тој процес на поддршка или не поддршка од најблиските и оние етикети кои ги напомена Виктор. Како тече целокупниот процес? И како се сноѓате практично во? Да, јас ќе земам зборов да прв, па ова не е прв процес за мене, Виктор и Тони Денковски да работиме со режисерот Јане Спасик. Ова е втора представа што ја правиме во театар комедија, исто така и за Елена. Елена исто од претходната екипа на Череп во Конемара. Така да ова не е прв пат да работиме со овој режисер, меѓутоа е прв пат да работиме текст на Ева Камчевска и многу интересно е што текстот ќе биде праизведба. Праизведба значи дека прв пат ќе биде поставен овој текст општо на Ева. И е многу интересно што Ева исто со нас доаѓа на пробите, така да можеме да влијаеме директно врз драматургијата на текстот и самите актери. Тоа е, може се договориме. Па да, нормално дека се менува. Мислам, режисерите, особено заедно со актерската екипа, често знаат да влијаат врз текстот и да го менуваат на оној начин на кој нив највеќе им одговара. Така секој си влече на својата страна практично. Да. Доколку нешто повеќе ни одговара да се замени од текстот, тука е нормално интересно е што баш Ева е со нас на пробите и тоа се случува на лице место. Некогаш е срекне Ева, некогаш не е, но супер е да се работи со жив автор на крајот денот, зашто не можеш да го имаш, например, Шекспир на проба, така? Веројатно ќе биде задоволна на крајот. Се надевам. Се надеваме, да. До сега така делува, ќе видиме. Не знаеме што значи за еден драмски автор да
биде во процес и да види како актерите викаат оваа реплика мене не ми се допаѓа, сакам да ја сменам. Вие делувате среќни и задоволно, така да мислам дека на добар пат сте и дека Па се- да, да, сме. то точно се гледа. Ајде Така малку е. за ликовите. Виктор, ќе почнеме од тебе. Уф. Колку можете, реков, значи колку смеете да откриете. Така, јас го играм ликот на Лука. Така. Лука е едно 16 годишно 16, да. дете, тинеџер, што е, нели, како што знаеме во тие едни критични години во однос на личност и на само себе спознавање. Така е. При тоа Лука во средината во која што се наоѓа и ситуациите во текстот е во една чудна позиција и тоа го дознава на своите 16 години. Дознава работа лично за него што баш и не е така едноставна за преживување, да речем. И сега во однос на тоа кога ја дознава таа информација и како се снаоѓа во тие ситуации, ќе треба да дојдете и да погледнете гледате. представата, да. Пошто Кој е ако ви најголемиот- кажал нешто плюс би било Веќе многу, па премногу. да, премногу. И ова е многу до душа, ама ето, супер. Добро, тоа културно. уште побава малку да, Да. како тизер. Кој е најголемиот предизвик за да го донесеш овој лик, 16 годишен лик за Па, тебе? првенствено е нели возраста, затоа што јас дека имам 33 години, тоа е доста многу назад треба да се вратам за да се чувствувам како 16 годишник и исто така предизвик е што е нешто сосема спротивно од мојата приватност. Ликот на Лук е доста предизвикувачки да се доведам во некоја таква емотивна состојба за тоа да изгледа реално и природно, органски на Тоа сцена. е тешко или не е толку тешко? Па тешко е нормално, да. Затоа што е нешто сосема спротивно од тоа што е Виктор Е, тоа, приватно. така. Да. Тоа е интересното да речам. Да, меѓутоа е предизвик, така. Апсолутно, да. Ние обожаваме предизвици Така е, како така актери. е. Иначе не би било интересно. Така, така. Точно така. Твоето лик? Јас играм неколку ликови во представата, не играм еден лик. Јас го играм докторот, го играм таткото на Джез, Да. после играм председателот на партијата М, и мислам дека тоа е тоа. Да, дедо Ној е доктора, да. Да, играм, како што кажав, неколку ликови. За мене секогаш е интересно да... И Алече. Да, и Алече. Алече. Ќе го Да. заборавам Мојот на омилен, Алече. да. Представа е твоја. Да. Да. Мислам, секогаш е интересно за мене да играм неколку ликови во една иста представа. Тоа ме возбудува неколку пати да треба да променам шминка, костим и така натаму. Така да ова не е прв пат да имам ваква задача. И мислам дека засега добро се снаоѓам. Се разбира, некои ликови се многу појасни за самиот себе. Мене ми се многу појасни од другите ликови, меѓутоа во тек на процесот тоа тие коцки ќе си се наместат и на крајот денот мислам дека ќе биде супер и добро ќе се снајдам во целото. Да, Тоа на е- добар пат сме, супер. Да, тоа е од прилика за моите ликови. Ангела, кој е твојот предизвик? Јас играм исто два лика. Еден е медицинската сестра, а другиот лик е мајката на Джес. И мајката на Джес е сега многу повозрасна госпоѓа и малку е предизвикувачки бидејќи нели пак постара е. Ама е доста интересно бидејќи режисерот убаво не води, баш онака има предизвик, ама се надминува. Значи возраста сепак најголемиот предизвик за вас. Па, Да ја доловите. Па најчесто да. Да. Мислам Да. за мене не толку, зашто докторот има 115 години, 116. така да 116. 116, така машалла. да сме негде блиску. Мислам дека тој ќе биде доста лесен за работа. А другите ќе биде. Вика лесно е, да, 116 години. Не е па и некоја голема разлика Да, на тука крајот од сме, денот. мислам, Да. што би рекле врсници. Не сте 250. Да, Или да. Помлади. Точно. Кои се други ваши некои проекти на кои работите во овој момент во комедија па и надвор од комедија? Во комедија моментално само овој проект го работиме, Да. али обслужуваме доста представи кои што се на Да. редовниот репертоар, затоа што јас и Сергеј сме дел од постојаниот ансамбл на театарот и доста представи. Да. Ангела ни е Ангела ни е гостин нова. во процес. Е Така. нова. Ангела, какво е ова искуство за тебе? Одлично искуство. Јас многу сум благодарна и возбудена што работам со колегите, бидејќи се исто така. стварно Ние исто. многу позитивни луѓе и било што пример да ми треба помош, да ми треба идеја, одма
помагаат и се многу позитивни. Точно се гледа. Многу. Друга е енергијата во студиото. Ви И благодариме многу на е тоа. убаво да работиш со позитивни луѓе, по креативно е се. Ајде малку за публиката. Сака ли македонската, односно македонските граѓани да ги сврстиме во публика? Сакаат ли театар и што најмногу сакаат? Па да, мислам дека театарот доживеа некаков раст, особено изминативе години од после короната. Барем јас така мислам, ова е мој став. Не знам што велат бројките и дали некој води статистика за тоа, меѓутоа јас мислам дека луѓето доста често одат во театар. Еве за нашиот театар можам да кажам дека скоро сите представи секогаш се полни, така да скоро секоја вечер играме пред полн салон публика. Истото го мислам и за другите театри, од нашите други колеги, дека доста се задоволни за тоа колку публика имаат во театрите. Секогаш се бара карта плюс. Да. Што е супер показател. Нема карти. Тоа е добро. А вие дали се задоволни од публиката? Како реагира и дали ја прифаќа представата и нели правилата на театарот како што треба? Да, мислам дека до сега сме немали некаков проблем ексцес, некој да ни фрла патлижани или нешто. Супер врска помеѓу актерите и публиката, затоа што публиката таму не се лажеме едноставно, или тоа функционира или не функционира и јасно се гледа дали се прифаќаме едни со други. Во самиот момент тоа е веднаш јасно, што е супер. Да. Никој не може да лаже. Ни ние, ни да. публиката. Многу е точно и искрено и едноставно, што е супер за нас. Така е. Меѓутоа тоа е мојот став барем, дека стварно театарот доживеа некаков пораз на гледаност во последниве неколку години. Од после короната па наваму можам да кажам дека се повеќе луѓе одат во театар. Тешко ли да се создаде квалитетен театарски репертоар и што практично еве би ја привлекло после, би рекле, помладата публика, со оглед на тоа дека еве сега мислам дека и социјалните мрежи доста влијаат на тоа да се оди малку повеќе на театар. Да. Веројатно се наметна еден тренд на нели објавување, сликање, па Да. Мислам дека тоа е највеќе задача на директорот, на управата на театрите. Тие треба да ја направат годишната програма на театарот, што ќе се работи, општо да го создадат репертоарската на некој политика, начин, да направат некаква репертоарска политика. Меѓутоа, да, мислам дека е малку тешко да се привлече младата публика со оглед на тоа дека денес екраните им се таму наоѓаат се. Меѓутоа, постојат начини, а за тоа кои се начините можеме да се дискутираме долго и до утре. Меѓутоа, мислам дека добро им оди на сите управители на театарските куќи кај нас. Поготово кај нас имаме доста млада публика. Да. Некој просек да земе, имаме млада публика, што е супер факт. Да, точно. веројатно и дека комедија, нели? Па да, веројатно. И ансамблот е генерално млад ансамбл. Да, млад ансамбл сме, мислам. Што имавме пар возрастни колеги актери, замина во пензија, можеби буквално немаме возрастни актери. Немаме, да. Поготово кај мажите. Мислам, ако може да се кажат за млади Тино Јатанас, што се 37 години. Сениори. Добро, да. Па се млади. Се шалам. Да, стари. Како? Стари млади. Што правите во слободно време? Дали се фокусирате на улогите и во тоа време што ви преостанува надвор од проби, од театарскиот живот? Па И добро. колку влијае практично тоа на... Мислам, чевлар кога ќе отиде дома, вајда не поправа пак чевли, така да кога ќе си отидеме Нека дома. нас е поразлично во однос Да, на кога сме во процес, барем верувам, мислам можам за мене зборам, верувам и кај колегите дека не престанува тоа да работи практично, поготово кога сме во процесот. Так. И негде при крај таму полудуваме, 3-4 дена 5, а потоа се стивнува, се смирува, али кога сме во процес, кај мене поготово дека тоа не на некој начин и не престанува. Да, Дека добро. се случи премиерата. Додека После се тоа е- работи процес, да, али После како, тоа како што се кажав, кулмира. со тек на време, зашто ова е занаед што го работиме, не е ништо поразлично од некој друг занаед што луѓето го работат, така да во слободното време гледаш и пробуваш да земеш малку време и за себе, дали ќе спортуваш, ќе читаш книги, ќе гледаш нешто и така натаму. Секој со своето хоби, така. Так. Да. Омилени ликови кои сте ги играли или предизвик за понатаму Ангела?
Што би сакала да Јас, или со некого да играш? јас себе сакала. Еве си исполни сакала желбата да со играм. мене и со Сергеј. Да, со нив играм, еве. Така е, Готово. така е. Една желба помалку. Помалку. Да. Шкртнија таму. Би сакала во се да играм. Немам специфично кој лик, каков лик. Туку се да играм, бидејќи сум сепак на почеток на кариера. И не сакам одма да одбирам ствари. Правиш. Да. Дистинција. Сергеј? Сергеј, кога го изговорам твоето име, ми се појавува Сири, ми се вклучува, така да... Стварно? Да, не, да, Па да. исто Сири, Сергеј. Кој лик би сакал да го играм? Па имам еден лик, би сакал да го играм Дон Кихот. Само мислам дека би требало малку да добијам патина, што би се рекло. Така да понатаму во животот тоа е животната улога што би сакал да изиграме. Дон Кихот, зборувам за театар, а за филм не би знаел. Нека не викнат на филм, нека не викнат на кастинг. Ни се игра и во филм. Еве, апел до... Тебе ти си игра? Така, До тебе филмските не? ради. Па што знам, Не, зависи, пошто зависи, мене да. ми утепа од звони. Понекогаш, да, понекогаш. Виктор, тебе? Јас како дрим улога не би можел да издвојам сега моментов, но нешто што најдобро сум се чувствувал е тоа на Мартин Макдона, Мартин Хенлон, претходниот проект на Јане Спасич. Истиот режисер во моментов со кој што работиме, ете претходниот проект, таму сум некако најисполнет сум се чувствувал, не речем. На Мартин Макдона текст. Тички ви благодарам, значи уште еднаш ќе повториме 27 предпремиера, 28 премиера, театар комедија, час. Па 20 8 часот. 8 Беше часот. 20 20 часот. Многу успех. Те чекаме со нови проекти. Тука сме во секое време за вас. Ви благодарам. Супер енергија ни донесовте во студиото и сте супер тим. Да. Ви оди добро. Фала, Тоа го благодарам. заклучувам. И ти си супер тим. Може би ќе ме поканите. Се Сега разбира, јас да, ми поканете. тоа желба да видам Се дел од разбира. една ваква театарска представа, посебно ваква екипа, што